Во касарната Илинден денеска беше презентирана новата воена опрема обезбедена преку Европскиот мировен фонд во рамки на соработката меѓу Европската унија и Македонија. Од надлежните беше соопштено дека досегашната поддршка од Европската унија изнесува 40 милиони евра во 3 пакети, дополнети со уште 2 милиони евра за балканските медицински сили. Додека во текст се разговори за обезбедување и 4ти пакет помош. Амбасадорот на Европската унија во земјава Михалис Рокас истакна дека испорачаната опрема представува конкретен резултат од партнерството за безбедност и одбрана меѓу Европската унија и Македонија подпишано во 2024 година. Тој нагласи дека поддршката не се состои само од донација на опрема, туку опфаќа и обуки за јакнување на капацитетите и унапредување на соработката во областа на одбраната. Министерот за одбрана Владо Мисајловски изјави дека денеска е презентиран првиот пакет од пристигнатата опрема. Потврди дека во текст се преговори за нов пакет поддршка од Европската унија. Нагласи дека станува збор за грант средства обезбедени преку Европскиот мировен фонд кои придонесуваат за модернизација на армијата и за јакнување на незините способности. Мисајловски информираше дека оклопните возила Страйкер се очекува од понеделник да пристигнат на Солунското пристаниште. Според него ќе бидат потребни околу 20 до 30 дена за нивно ставање во оперативна употреба, пошто ќе биде организирана и нивна презентација пред јавноста. На настанот присуствуваше и премиерот Христијан Мицкоски, кој изрази благодарност до Европската унија за поддршката и оцени дека таа представува признание за професионалноста и посветеноста на македонската армија како членка на НАТО. Истакна дека владата останува посветена на исполнување на обврските кон алијансата и продолжување на инвестициите во одбраната. Премиерот посочи дека средствата што државата ги издвојува за одбрана достигнуваат околу 4% од бруто домашниот производ. Нагласи дека тоа ниво треба да се задржи во наредниот период. Според него, модернизацијата на армијата и вложувањето во нова опрема и инфраструктура остануваат меѓу приоритетите на владата. Премиерот Христијан Мицкоски најави дека ќе одржи состанок со представници на дел од трговските сенџири, откако контролите на државниот пазарен инспекторат покажале зголемување на трговските маржи во споредба со истиот период минатата година. Говорејќи по промоцијата на новата воена опрема во касарната Илинден, Мицкоски изјави дека во одредени маркети евидентирано е зголемување на бруто маржата за 2 до 5% поени во однос на јуни минатата година. Како пример посочи дека доколку лани бруто маржата изнесувала 10% годинава, во некои случаи достигнува 12 или 15%. Според премиерот, владата нема да дозволи неоправдано зголемување на маржите, бидејќи тоа директно влие врз цените што ги плаќаат граѓаните. Тој порача дека на предстојната средба на трговците ќе им биде укажано дека ваквите практики се неприфатливи и дека се очекува нивно коригирање. Мицкоски оцени дека доколку се намалат дополнително зголемените маржи, инфлацијата во земјава би можела значително да се намали. Додаде дека според првичните информации што ги добива од државниот пазарен инспекторат, се очекува инфлацијата во јуни да биде пониска во споредба со април и мај. Премиерот нагласи дека конечните податоци за инфлацијата ќе бидат познати во текот на наредната недела, кога надлежните институции ќе ги објават официјалните економски показатели. Улогата на државата не е да го замени приватниот сектор, туку да создаде поволни услови за развој на претприемништвото, инвестициите и економскиот раст. Това го истакна министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски на конференцијата Претворање на одржливоста во конкурентност, градење отпорни бизниси во неизвесен свет, организирана од Канцеларијата на Обединетите нации во соработка со Стопанската комора и Министерството за надворешни работи и надворешна трговија. Во своето обраќање Муцунски нагласи дека Министерството активно ја развива економската дипломатија како инструмент за поддршка на македонските компании со фокус на отворање на нови пазари, привлекување странски инвестиции, зголемување на извозот и навремено информирање на стопанството за промените на глобалните пазари. Министерот оцени дека во услови на забрзани геополитички, економски и технолошки промени компаниите мора навреме да се приспособуваат на новите услови. Според него, современите стандарди не треба да се гледаат како дополнителен товар, туку како можност за модернизација, воведување нови технологии, зголемување на продуктивноста и освојување нови пазари.
Нагласи дека владата работи на создавање стабилна и предвидлива деловна средина, што ќе им овозможи на компаниите полесно да инвестираат, да воведуваат иновации и да го подобрат своето работење. Посебен акцент стави на поддршката на малите и средни предпријатија, кои, како што рече, представуваат столб на македонската економија. Според Муцунски, отпорноста на една компанија не се мери само со способноста да ја надмине кризата, туку и со можноста по неа да стане поконкурентна и подобро подготвена за идните предизвици. Министерот заклучи дека градењето силна и конкурентна економија бара партнерство меѓу институциите, приватниот сектор, финансиските институции, академската заедница и меѓународните партнери. Одделението за внатрешни работи Кочани поднесе кривична пријава до основното јавно обвинителство Кочани против 8 службени лица од Државниот инспекторат за труд поради сомнение дека сториле кривично дело несовесно работење во службата. Според информациите од Министерството за внатрешни работи, пријавените во периодот од 2022 до 16 март 2025 година, иако како инспектори биле надлежни да вршат инспекцијски надзори да ја контролираат примената на законите и прописите, ниту еднаш не покренале постапка по службена должност за инспекцијски надзор во угостителски објект во Кочани. Од МВР наведуваат дека со непостапувањето не било спречено незаконското работење на објектот, вработените биле изложени на ризици поради непроверени услови во однос на безбедноста и здравието при работа. Според полицијата, на тој начин било возможено објектот незаконски да продолжи со вршење угостителска дејност и да оствари противправна имотна корист. Иако во соопштението на МВР не е наведено името на објектот, според опишаните околности и временскиот период станува збор за дискотеката Пулс во Кочани, каде во трагичниот пожар минатата година на 16 март животот го загубија 63 лица, повеќе од 200 беа тешко повредени. Истрагата за трагедијата продолжува. Надлежните институции превземаат активности за утврдување на евентуална кривична одговорност на сите инволвирани лица. Претеничката Драгана Бојковска во емисијата Скопје ми е дома најави значајни инвестиции во подобрувањето на условите за студентското сместување. Таа истакна дека од септември е планирана рехабилитација на сите државни студентски домови со цел да се обезбедат поквалитетни услови за студентите. Бојковска посочи дека со почетокот на новата академска година во функција ќе бидат ставени целосно реновираните студентски домови Стив Наумов и Кузман Јосифовски Питу, кои ќе примаат нови генерации студенти во значително подобрени услови. И еве можам да најавам од вашата емисија дека од септември месец сите останати студентски домови кои што не се реконструирани, државни студентски домови, ќе започнат со реконструкција од септември месец, што значи дека целосно паралелен процес почнуваме, замислете, на сите останати државни студентски домови во реконструкција и рехабилитација, за да завршиме до крајот на овој мандат со се она кое што го ветивме. Некој пат вака можеби лесно звучи за кажување и за слушање, меѓутоа е голем процес, но е огромен процес. Замислете, зборуваме за во рамките на оваа емисија од 40 минути за проблеми кои што се наталожени, кои што постојат со децени, а ние сакаме навистина многу брзо да ги спроведеме. Не велам дека е доволно, не велам дека се е совршено, сакаме и ние побрзо да биде, но граѓаните кога ги гледаат промените, кога гледаат дека навистина се трудиме и постојат видливи реформи, тогаш мислам дека ќе најдеме на оправданост кај нив да почекаме до самата реализација на овие капитални проекти. Полициски службеници во текот на изминатото деноноќе лишиле од слобода вкупно 23 лица на подрачјето на Скопје, Тетово, Гостивар, Куманово, Крива Паланка, Радовиш, Битола, Ресен, Прилеп и Кичево, откако кај нив биле пронајдени различни видови наркотични супстанции, соопшти Министерството за внатрешни работи. Најголем број од приведените се од Скопје, каде 7 лица биле затекнати со марихуана, бела прашкаста и бела грудчаста материја. Во останатите градови полициските акции вклучувале претреси по судска наредба и контроли на лица и возила, при што биле пронајдени марихуана, кокаин, хашиш, таблети, дигитални ваги и други предмети поврзани со недозволена трговија со дрога. Приведувања се реализирани во Тетово, Гостивар, Куманово, Крива Паланка, Радовиш, Битола, Ресен, Прилеп и Кичево, каде полициските службеници заплениле различни наркотични супстанции при претреси на домови, возила и прилични контроли. Од МВР информираат дека сите лица се задржани согласно законските процедури. По целосно документирање на случаите против нив ќе бидат поднесени соодветни кривични или прекршочни пријави.
Во Техеран денеска започна повеќе дневните погребни церемонии за поранешниот врховен лидер на Иран, ајатолахот Али Хамнеи, кој беше убиен во февруари годинава за време на американско-израелските напади врз Иран. Неговото тело е изложено во големата молитвена сала на Имам Хомеини, каде што илјадници граѓани уште од раните утрински часови пристигнуваат за да му одадат последна почит. Според најавите на иранските власти, комеморациите ќе траат до 9 јули, пошто Хамнеи ќе биде погребан во неговиот роден град Машхад. Иранските власти очекуваат на церемониите да присуствуваат милиони луѓе од земјата и од странство. Во организацијата се вклучени бројни државни институции, безбедносни служби и волонтери. Погребните поворки ќе се одржат во повеќе градови, додека во Ирак, каде што живее голема шиитска заедница, исто така се организираат комеморативни собири во чест на поранешниот лидер. Поради погребните церемонии привремено се прекинати индиректните разговори меѓу САД и Иран, што се водеа преку посредници во Катар. Катарските власти соопштија дека дипломатските контакти ќе продолжат по завршувањето на церемониите. Во меѓувреме, безбедносната состојба на Блискиот Исток останува напната. Иранските воени представници предупредија дека секој напад за време на погребните настани ќе биде проследен со силен одговор. Погребните церемонии се одржуваат во периодот на исламскиот месец Мухарам, кој за шиитските муслимани има особено силно религиозно значење, а е поврзан со сеќавањето на мачеништвото на имамот Хусеин. Иранските власти оценуваат дека комеморациите ќе бидат меѓу најголемите организирани во поновата историја на земјата. Франција регистрирала 2025 смртни случаи повеќе од вообичаеното за време на силниот топлотен бран на крајот од јуни, покажуваат прелиминарните податоци на Националниот институт за статистика и економски студии. Според податоците, во периодот од 22 до 28 јуни биле евидентирани речиси 9000 смртни случаи преку електронските смртни изводи. Порастот на смртноста се совпаѓа со периодот кога Франција е погодена од екстремно високи температури. Француската министерка за здравство нагласи дека бројките се привремени, бидејќи електронските смртни изводи не ги опфаќаат сите смртни случаи во земјата. Според властите, овој систем покрива околу 60% од смртните случаи. Процентот на опфат се разликува меѓу регионите, па затоа конечниот биланс би можел да биде повисок. Во изминатите 2 недели голем дел од Франција беше зафатен од екстремен топлотен бран, при што во многу области температурите надминаа и 35 степени Целзиусови. Високите температури дополнително го оптоварија здравствениот систем, а надлежните предупредија дека најголем ризик имаат повозрасните лица, хронично болните и граѓаните кои живеат сами. Француските здравствени власти најавија дека по обработката на сите смртни изводи ќе биде направена подетална анализа за директното и индиректното влијание на топлотниот бран врз смртноста во земјата. Управата за хидрометеоролошки работи информира дека утре времето ќе биде претежно сончево со мала до умерена облачност. Ќе дува умерен до засилен ветер од северен правец, кој на одделни места повремено ќе достигнува брзина до 60 км на час. Во Скопје се очекува сончево време со мала до умерена облачност, проследено со умерен до засилен северен ветер. Според прогнозата на УХМР, за време на викендот ќе преовладува стабилно и сончево време со мала до умерена облачност. И тогаш ќе дува умерен до засилен северен ветер, кој повремено ќе достигнува брзина до 60 км на час. Од понеделник, иако ќе се задржи претежно сончево време, во попладневните часови повторно ќе има услови за локална нестабилност, проследена со пороен дожд и грмежи.